Органското производство е еднината на македонското земјоделство. Вака својата приказна ја започнува Божидар Трајков од Новосело, на чии плантажи за една недела треба да започне бербата на киви. Се почнало пред 10 години, кога Божидар останал без работа. Барајќи екзистенција за своето семејство, одлучил да засади киви во Дражево, на површина од 2,5 декари. 10 години потоа, бербата тежи 5 тони, а органскиот презнак за 1 килограм му носи по 1 евро. Се радува на богатиот род, но и на сертификатот што го поседува за органско производство, издаден од Швајцарија. Ова ми е околу 2,5 декари, површина засадена 1990, могу да реков, до ден денеска, и видовме дека кивата како овошка не бара прскање, не ја фаќа болест. Она има една мана како јужно овошје, зимно време измрзнува, доле коренот измрзнува, лекот бил без пари. Тоа е обична папард што имаме ние, заштита доле од коренот на тие на 50 сантиме доле што е од земјата до коренот горе и нема угинување или измрзување на стрелбата. Видов дека има ќар, има приход од кивата. Имаме од 2006 година засадив уште 3 декари. Киви кои општо одма ми беше во органско производство исто, затоа што иако ние сме малце во Македонија што се бавиме со органско производство, сепак имам надеж дека еден ден тоа ќе биде исплатливо, затоа што луѓето веќе се будат и знаат што е органско производство и не питат за цена, него барат здрава храна. Цели 4 години бил под инспекцијска контрола од домашните, но и швајцарски невладени организации, за да ја помине постапката за добивање меѓународен сертификат за органско производство. Тој сега има документ од Балкан Биосерт, кој гарантира производство на киви без употреба на вештачки ѓубрива или пестициди и химикалии. Ништо не кошта повеќе од животот, не чини. Значи, животот е најбитен. Со овие пестициди, химикали, со овие ѓубрива вештачки, веќе и почвата е затруена, а со тоа и самото производство. Така да, лекот е во ова органско производство. Да, точно е тоа дека е малце поскапо, али реков дека нема поскапо од животот. Така да, органско производство е лек за душата и за животот. Бербата на киви семејството Трајкови ја започнува во втората половина од октомври. Набраните киви ја ги складира во дрвена амбалажа и ги чува во посебно изградени подрумски простории. Трајков им порачува и на сите жители на подбеласичкиот регион да престанат со раноградинарство и да се посветат на овоштарство, посебно на одгледувањето киви, бидејќи неговото искуство покажало оти е многу поисплатливо од производството на домати и пиперки.